Почитувани добровечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистина. Вечерва со Алберт Муслио, добровечер. Добровечер. И со Саша Тасевски, добровечер. Добровечер. Одамна не сте биле двајцата вака во емисија, многу ми е драго, се надевам дека ќе имаме интересна дебата. Денес имавме интересен политички дел, чувствителен некако, и од власта и од опозицијата чувствува дека некои работи ќе се случуваат во земјава, пред се за тоа кој и како и во колкава мера ќе одговара за тоа што политичкиот опонент смета дека е криминал и корупција, а повод за сите тие работи беше изборите во Унгарија и падот на Виктор Орбан. И сега господине Муслио, како политички аналитичар, вие познат во државата, зошто изборите во Унгарија направија таков мини политички земјотрес во Македонија? Да го трнеме на страна, мислам не може да го трнеме на страна, меѓутоа освен Груевски и освен блиските врски што ги има ВМРО ДПМН со партијата на Орбан. Која е другата причина? Прво не може да се исклучат овие две причини. Дали има плюс нешто тоа? А втората причина е некако Орбан беше бастион кој му се спротиставуваше на Брисел во сите аспекти. Значи бастион кој, како да кажам, малце тоа националното го воздигна во Унгарија во однос на Маđарска, тоа беше емигрантската криза, економски прашања, многу внатрешното уредување, па може би некој влијание и во судскиот систем. Тоа му беа карактеристики и не слави само добитникот во Унгарија, слават сите малце по-проевропски сили во Европа во однос на победата на неговиот опонент. Тоа е, така да ја верувам дека и во Европска унија, баш поради тоа што беше Орбан, се сеќавате на напуштањето на седницата за да се изгласа. На кафето. Да, помошта за Украина. Затоа се и појаки тие тенденции да може да се иземе евентуално еден глас или два, кога ќе се гласа за суштински битни прашања за Европската унија. И мислам дека тоа е причината. Ако тоа влие во Европската унија, сигурно ќе влие и врз нас, во однос на тоа како се однесува Европската унија кон нас. На кој начин? Види се, Европската унија реално веќе година и нешто откако стапи на функција 47-миот председател на Соединетите американски држави, некако каска на меѓународната сцена. Каска позади Кина, Америка, Русија и така натаму, некако и се губи релевантноста на меѓународната сцена. Дали ова ќе биде импулс и за Европската унија малце да се поконсолидира, за да стане фактор во овој свет на глобализирани сили, Европската унија вака како функционира, као раштиман оркестар, секако дека не е конкурентна. Да, ќе се вратиме на ама сите тие работи, сите тие работи се поврзани и капислата мислам дека по Европската унија, бар по тоа како се изјаснуваат европските политичари, е во Унгарија, дека нешто добро може евентуално да им се случи. Ајде, поконкретно да го направам прашањето, дали е за вас во ред или вообичаено за избори во земја, кој што не се ни граничиме со неа, да има буквално 20 соопштенија и пресконференции политичките партии? Добре, сега поврзаноста и на оваа влада со Унгарија, и присуството на поранешниот премиер Груевски во Унгарија секако е причина зашто тоа е една од главните теми. Тоа е секако главна тема и во Европската унија, кај нас е посебно. Второ, кредитите кои ги земавме од Унгарија, значи има некакво влијание, нам ни е битно како се однесува новата влада на Маđар во Унгарија. Сите тие работи се поврзани. А да не кажам дека централната тема е тоа што евентуално може да се врати Груевски и тоа влие врз сите политички актери. Секој на свој начин, но врз сите влие. Добро, слушам. Ке почнем на шеговито. Град што има топоними како Маđар мало, Маđари не треба да се плаши за своите односи со Будимпешта. Да. Втора работа што ќе кажам како увод, оној познат феномен од теориската физика на ефектот на пеперутката, дека ако пеперутка мрдне со крилата не знам каде во Токио, тука ќе има ураган. И нешто слично, ако не знам, премиерот на Јапонија во Токио се сопне и падне по скали, дека ќе падне и нашиот премиер тука, слична работа со ова со Маđар. Мислам дека се тоа весели математики кои што со ништо предизвикано ги почна опозицијата, не знам зошто славеше.
Интересите се вечни, велат. Ако имала Унгарија интерес со Македонија во времето на Орбан, не гледам причина зошто сега би се расипале односите, ако се земе у предвид дека и ти се десничарска конзервативна партија. Јас сум бил неколку пати во Унгарија, кој сум бил и помлад и така натаму. Знам дека унгарците во суштина се страотни традиционалисти, би рекол и националисти, што значи тамо ретко може да поминат некои си, ајде да кажам, либерални, неолиберални наративи, така да кажам, полевичарски, послободарски, што рече Алберт, тоа го крена на едно повисоко ниво Орбан, ги зацврсти тие ставови, што значи мислам дека ќе тргне против ќе си нанесе многу штета пиар ако новиот премиер тргне по некои си други, да исполнува некои си други задачи и интереси, стрикно. Да кажеме Европа, знаеме Европската Унија тука што може да очекува од него, дека ќе направи санкции кон Русија, дека ќе се оддалечи од Русија, дека ќе престане да купува нафта и газ од Русија, дека ќе почне Унгарија да вложува максимално во она што Европа сака да го направи за да се факторизира, тоа за да се вложи се повеќе во војната во Украина. А она што го рече Алберт Раштиман оркестар, што е као метафора што употреби за Европската Унија, е сосема точно. Тоа почна со војната во Украина, каде што Европа страотно се дефакторизираше, така што ја не мислам дека она што го мисли опозицијата кај нас, дека ќе има еден таков ефект на пеперутката, дека падот на Орбан нешто ќе предизвика некој домино ефект, па ќе падне многу брзо и Вучич, па после тоа и Мицковски или не е битна редост. Мислам дека генерално ќе си оди се по свој тек, секој со својата судбина. Ајде, сега. Ја исто така не верувам дека он сега ќе стане ултралиберален маѓар. Он е сепак десничар. Мојата поента во однос на неговите ставови беше че се промени неговиот став кон Европската Унија. Значи, Орбан инсистираше за што појака национална политика и помалку европска. Мислам дека Маѓар тоа ќе го смени. Но тоа не значи дека он ќе стане лев или центар лево. Он си е десничар. Така да каже дека во целиот спектар Европската Унија ќе биде покохерентна, денеска не можам да зборам, покохерентна со Европската десница секако е во мнозинство. Но Орбан одеше уште поекстремно, не беше он единствен и пољаците тоа го правеа. Значи има неколку држави кои беа по центар десно, но изолационистички, да ги кажам така, се изолира од Европската Унија и ги става на прво место интересите на својата држава, што во Европската Унија, во овие глобални констелации, е малце проблематично, затоа што Европска Унија, ако сака да биде фактор, мора да е пообединета и верувам дека и во тој правец можеби и ќе се движи. Добро, но колку е реално да очекуваме некакви големи промени, бидејќи интересни политички фигури се и двајцата. Маѓар пред 12 години бил близок соработник на Орбан во Фидес. Партијата на Орбан беше порано дел од Алде, тоа беше како некоја либерална партија, па отиде сега скроз десно. Колку е флуктуации се можни и сега? Ја мислам дека поставовите на Европската Унија, на европските политичари може да се очекува ова што ти го кажав. Дека неговиот однос со Европската Унија ќе се смени, ќе биде поблизок. А дома? А дома он не може да стане он левичар. Тоа нема да се случи. Дома он сигурно ќе има, види, он сигурно повеќе ќе инсистира на владење на право. Тоа беше еден од неговите говори. Ќе инсистира за, како да ти кажам, помало мешање. Види, во десницата државата не треба многу да се меша во слободниот пазар. Тоа е правилно десницата. Мислам дека во тој правец исто така се движи и некои аномалии кои беа присутни кај Орбан, мислам внатрешно политички и во односи на корупција и така натаму, мислам дека ќе инсистира да се намалат. Но не он да се преусмери као политички субјект во некој друг правец, каде што реално не очекувам, затоа што не е таков политички карактер. Колку ви се веродостојни овие теории некои што се појавија сега, дека практично е ова договорено? Да е долго време Орбан на власт, треба да се отиде, го замени човек кој исто така е десничар, кој што има подобри, како се вика, односи, да речеме, со Европската Унија, не губи глас на лошото момче во Европската Унија, практично од иста партија потекнуваат или работеле 12 години, за тоа и Орбан не се ни трудеше многу, се повлече мирно, одма го призна поразот, и тоа е тоа. Како ви личи ова вас? Прво за последното да кажем дека не ни очекува во Унгарија да има некој тормозење во однос на резултатите. Тие што се
тие сепак имаат малце подолга традиција. Ама нели диктатор Да. беше тиранин, мислам и такви зборови се употребува се. Си отиде човекот реално. Не, он си изгуби и си отиде, како што е редот. Така да немав ја некои дилеми дека тука евентуално дури да беше блиску дека нешто се случеше. А камоли Знаете, пред крајот на првиот мандат на Трамп во Америка што се случуваше кога требаше да биде транзицијата со Да. упадот во Капитол Хил. Види, во Маđарска тоа не може да се случи. Мислам, не ни сум имал некои илузии дека евентуално такво нешто ќе се случи таму, па ќе има непризнавање на резултати, па ќе има протести, па ќе се тепа, ќе се кара, не верувам во тоа. Ова е најнормално очекувано однесување и за Орбан. Не верував тука дека ќе има нешто друго. А дека е можно, Јасно. не го знаеме тоа. Така, благодарам. Дека го разберам Алберт, но дека сегде може да се случи било што. Гледаме дека светот е страшно непредвидлив, дека едноставно ни една држава не е имуна од евентуално некои ситуации, тригери, причини да дојде до некои немири. Причини би било да кажеме во Унгарија да дојде до такви немири, брзо паѓање од власт на Маđар, само ако тргне скроз да исполнува условите на ЕУ, а да го занимари суверенитетот на државата, на што беше обретен наратив кај Орбан. Сега работеле во ова врска со прашањево. Јас уште пред 2-3 дена објавив на еден мој од тие видео браќања што ги имам дека Орбан многу демократски, многу мирно го прифати поразот, дури ја за моje очекување и премногу мирно, многу галантно ја напушти власта, што постојат две опции, или првата опција знае на кого ја препушта власта, тоест дека плодот на крушата не паѓа подалеку од дрвото на кое што растела, а втората работа е дека таа ми е некако така поишена теорија на заговор, дека може би Орбан очекува некои страотни превирања, промени кои што ќе се случат на тлото на Европа во наредниот период и веројатно бара простор, стратегиска длабочина да се измолкне од таа позиција, утре да се доведе во позиција да одлучува за некои работи кои што ќе бидат можеби на голема штета не само на унгарскиот народ, туку и на европските народи. Тука мислам Може најмногу... ова, Сашо, се извинувам што прекинав, исто што го кажавте малце поедноставно и подиректно? Па она што го кажав и на почетокот, дека Европа очигледно не се иззема, тоест не се дистанцира од својот обид да се факторизира преку војната во Украина, да седне на преговарачка маса, иако сега постои една поголема криза во Персискиот залив, но тие се многу, како да кажам, упорни во таа работа, дека таа војна мора да продолжи и дека најверојатно со она што се случува во Персискиот залив и како може да ескалира со ова што се случува во Украина, што веќе ние немаме веќе толку предвид што точно се случува заради тоа што фокусот отиде на друга страна, дека можеби да дојде до големи превирања во Европската унија, до нови мигрантски движења. Еве гледам тој Санчес во Шпанија ќе легализира преку 500.000 овие мигранти кои што имаат до сега нелегален или неколку стотици илјади. Тоа се сериозни демографски пореметувања. Сега она што се случува во другите земји во Европа и како се одвиваат настаните може да дојде до големи немири во Европа и до нормално како резултат на тие немири Што да би уште било повод и причина за немирите? ако ескалира војната во Персискиот залив, нови бранови на бегалци нема кај да бегаат. Миграцијата да дестабилизира. И нормално, ако влезат сега ако прифати и последниот кочничар, нели правото на вето на Унгарија, ако прифати да финансира да влезе до крај, она all-in што се вика во војната во Украина, и ако се дистанцира од Русија, нели дека автоматски тоа тамо ќе ескалира и дека тоа ќе придонесе до уште поголеми овакви тектонски пореметувања на Значи вие мислите дека може да дојдат мигранти, меѓутоа не од Велика Британија, не само мигранти, него веќе ситуацијата станува многу сложена и во милитантна смисла, дека може тоа страутно да ескалира. Европа, мислам дека многу загуби со војната во Украина, со позицијата што ја зазема, а сега и ова што се случува, каде што нема буквално никакво влијание во Персискиот залив, а само трпи огромни штети од тоа, не знам до кај би можел да доведе едноставно. Согласувате вие со ова за опасноста? Добро, во однос на ова што случува со Иран и
во врска со Украина, Русија, мислам дека некако ќе се испомогнат двете страни некако да се побрзо амортизираат. Реално Европската унија ја губи позицијата во однос на одлучување. Значи не се случило до сега да има светска криза каде што Европската унија или членка на Европската унија немала сериозно влијание. Па дури во некои афрички земји на Западна Африка, таму Франција имаше главен збор и ова е приказна од почеток на 20 век. Прв пат се случува нешто толку близко до Европската унија, каде што таа не е главен фактор. Не е само Иран, и во Украина. Најме тука дека беше критично присуството на Соединените Американски држави. Дали Европската унија на почеток на тој конфликт утнася има оговарање, нели, што можело да се случи, зошто не се случило, зошто евентуално не наште помирување, тоа треба да го видиме. Но мислам дека фактот што Америка на пример подигна ембарго за руска нафта да може да се продава на Индија, например, така. Не. Дали постои опасност од поголем притисок на мигранти врз европско тло, ако се случи? Прво, јас сум скептичен дека ова со Иран ќе се одолжи до тој период. Мислам дека максималниот термин е така август-септември, затоа што има мидтерм во Америка. И второ, мислам дека овој статус кво кој сега се одржува носи до ризик за судир на поголеми сили, не Иран со Америка, него како ќе се однесува кон тоа Кина или Индија и така натаму. И мислам дека тоа сигурно ќе се надмин, затоа што е невозможно. И мислам дека многу брзо тоа ќе заврши. Но и ако не заврши многу брзо, толку ќе биде катастрофално влијанието на таа криза врз Европската унија, што секако се е можно внатре во Европската унија. Значи, оваа криза види, почнале танкери да носат нафта од Америка за Кина. Америка има неограничени количини на тие нафтени деривати кои може да ги продава. Сега, откако ја вклучи Венецуела, секако дека има доволно за сите да може да ги снабди. Но не верувам дека тоа ќе ескалира до тој степен да имаме, што знаме, 10 милиони мигранти од Иран затоа што таму ако почне секташки конфликт, Персискиот залив, ако таму почне секташки конфликт, он ќе биде многу покатастрофален од Сирија. Прво, таа е поголема држава и со односот на бројките многу поразличен. Него да се вратам на првата тема за Орбан. Мислам дека транзицијата исто така е лесна затоа што имаме прилично релативно иста административна структура. Тоа сме го гледале ми и кај нас. Кога дериват од некоја партија негува на власт, а таа партија оди во опозиција, имаме трансфери, нели, на бивши колеги, истопартици, сопартици. Тука кај нас ги викаат прелетачи за време. Да, прелетачи. Тоа сигурно го има и таму. Може би и тоа е една од причините зашто Орбан толку лесно, затоа што Орбан направи, и значи и Унгарија е партизирана држава. И таму е битно дали си со оваа партија или со онаа партија. Кога се полнат институциите или кога се полнат кога се прават тие јавно-приватни партнерства. Така да целата таа структура на 90% ќе остане непроменета, ќе се променат, нели, елитните слоеви на таа нова влада, но голем број на таа стара структура ќе се остане на место. Некој велат дека толку време е Фидес на власт и низините луѓе се буквално во сите институции со години веќе и дека од сенка може ќе владее партијата уште долго време. Јас сум бил сега веќе сум заборавил колку години поминали на Конгрес, бев поканет на Фидес, која победија на европски, пошто они прво на европските избори победија, после победија Унгарија. Ама толку години се помина што имам забравено. 16, 18, не знам колку години се. Добро, господине Тасевски, посакувате ли Никола Груевски да се врати во Македонија? Прашањето е многу длабоко, ќе ви кажам, и од повеќе аспекти може да го гледате. Сакате малце да дадам уште содржина да биде пост? Некој правец вака е многу, како да кажам. Дали сакате да се врати заради тоа што мислите дека на некој начин може да придонесе некои работи политички во државата да се размрдаат, или сакате да се врати заради тоа што треба да одговара пред законите на оваа држава? На Македонија. Јас ја дипломатски ќе почнам. Значи, ја не сум судија, он има, мислам, пресуда за плацеви на водно така, која што е вака. Што значи, он евентуално по некоја
теорија која би дошол на македонско копно би требало да биде уопсен и спроведен или тамо кај што треба не. Но ја немам што да сакам или да не сакам. Јас имам една теорија, ако некоја кучка јадела маст без дозвола, треба да јаде и стап. Сега конкретно за Груевски, она што го сонува дека он ќе се врати сега, дека ќе биде екстрадиран, дека ќе биде тука уапсен, ја мислам дека од тие приказни нема ништо. Дека Зошто? Па проста причина што тој до сега менаџирал како што менаџирал, да биде во бегство, дал колку што требало да даде за да биде оставен на мир, во меѓувреме тамо отворил свој, нели, има свој бизнис и така натаму, а мислам дека секој човек, секоја влада има своја цена, без разлика што реториката на Маџар беше и тие пољаците што се така избегани со азил, дека деме ќе се вратат и Груевски Кобајаги нешто го спомна ќе се врати, ќе видиме тоа, значи никој не може да го знае, но ја мислам дека баш сега кога вака се загреа работите, дека сега не е времето, значи сега нема да се случи тоа, баш сега овој период Груевски да стапне на територијата на Македонија. Мислите дека ќе си дозволи, сега анализираме, новиот премиер на државата, кој што доби 2/3 во парламентот, на неговата прва пресконференција, без да му биде посочено името Никола Груевски од некој, сам да го каже, мислите дека тој го кажа, а при тоа нема искрена намера тоа да го спроведе? Видете, ја не знам кои се неговите искрени намери, но ја знам една друга намера, дека на Груевски еднаш му успеа да изменаџира, да се договори да ја напушти државата, дали со авион, дали во багажник од Москвич, не е познато тоа точно како идело. Така да мислам дека и он не седи со скрстени раце, дека Извини што ве прекинувам, барем до сега покажа дека е еден чекор пред институциите. Тоа сакам да го кажам, дека Груевски се покажа до сега со сите мани као добар шахист. Барем што се однесе до неговото чувство за самоодржување, за опстанок. Што значи сега има и други тој опции. Значи не е се Унгарот, кај знаеме, може ќе добие азил, поима немам, да го нагаѓаме во Казахстан, во Азербејџан, Полска. било каде. Значи, не е тоа дека е така сега лесно како што славе од опозиција, еле сега Груевски кој видиме со лисици ќе иде во затвор, мислам, тоа се наивни детски муавети. Види, ја немам некој став. Ја знам, значи треба да направиме дистинкција помеѓу екстрадиција, значи ако се екстрадира, сигурно дека ќе се притвори. Ја мислам дека тоа и беше поентата и на премиерот кога го кажа тоа. Значи нема друга варијанта. Дали он се и кај него тоа е, мислам дека е финална, нели? Од апелација е таа пресуда. Така да тука нема куќен притвор и така тие работи. Друго прашање е дали ја очекувам дека ќе се екстрадира, реално не очекувам. Зошто се Па скептик? прво, ако Маđар инсистира на правна држава, има и правни механизми. Сега јас сум работел во сферата емиграција, азил. Така да таму не се искористени сите механизми. Он побарал азил, азилот му бил даден. Треба да имате правен мотив зошто некому му одземате азил, па може да се жали, значи таму има второстепеност, третостепеност во Унгарија, а далеку од тоа што може нели да се прескочи у Полска, у некоја од другите држави. Така да по тоа второто мислам дека тешко дека тоа ќе се случи брзо. Така гледав по некои мрежи дека 2027 друго некое дело застарува. Да. Така, не сум експерт за Меѓу тоа тоа. за перење пари, некој обвинението тие не застаруваат тие дела, што знам. Не, сите дела застаруваат, И освен тие? има убиства. Така тие не застарува затоа што се без лимит. Не, затоа ти викам, не имам правник, не сме по таа тема, но политички не верувам дека ќе се случи на Македонија, затоа што неговото доаѓање тука, нали што па директното спроведување во затвор, сигурно дека ќе има импликации во внатрешната Да, точно така. Ајде може да направиме една симулација, бидејќи многу граѓани веруваат дека тој може ќе дојде, имат некој што го поддржува, мислам гледате неговата активност на социјалните мрежи, добива и поддршка од некои граѓани кои што се уште го гледаат како единствен лидер на оваа држава. Голем дел други од граѓаните го сметаат за човек кој што во определена фаза во историјата направил некои работи кои што не треба да бидат направени. Сакам да речам измешани се работи. Какви политички консеквенции би има неговото физичко доаѓање во Македонија, макар и завршил во затворот? Ама треба да правиме повеќе сценарија, на пример, ако дојде и заврши во затвор, сигурно дека ќе има реакции помеѓу
меѓу неговите поддржувачи, па и меѓу владеачката партија. Тоа што го кажа премиерот, тоа е де јуре така. Значи, ако некој кој е правосилно осуден би се појави на граница или би се естрадира, треба да го притворите и да ја одлежува својата казна. Тоа секако дека нема да биде лесно за владеачката и ќе се има внатрешни, нели, превирања. Баш ради тоа што голем број на тие членови не веруваат во лошотиите што условно речено тој ги направил. Од друга страна, у сценарио каде што он се екстрадира и не се спроведува во затвор, тогаш ќе има реакции од другата страна која верува дека он треба да заврши во затвор. Затоа ти викам, овде има многу комбинаторики, не може една да биде. Во зависност од ситуацијата. Прво, ја не верувам дека тоа сценарио ќе се случи, но ако се случи, зависи што ќе биде после неговото доаѓање тука, дали ќе биде првата, втората, трета варијанта и така натаму. Сите комбинати. Сепак тој е фигура во ова. Не, во ред, мислам, тоа треба да се сепак каже. фигура во оваа држава кон која има и различни спротивставени ставови и чувства. Значи сите тие ќе, но познавајќи го нашето општество, тука некои големи турбуленции, малце се тешко изводливе. Да. Јас верувам у сценариото дека еден ден Груевски сигурно ќе се врати, дали тоа ќе биде за 3, 4, 5, 8 години, и дека во моментот кога ќе се врати како слободен граѓанин, дека повеќе никогаш нема да биде во политика, тоа се моите прогнози, дека за секогаш неговиот влез во политика ќе биде само баниран или баниран, да кажеме на некој Добро, начин. човекот е на црна листа е се Без разлика, он повеќе нема да влезе во политика, но дека ќе фигурира како некој си јавна личност, која што од време на време ќе се појавува по телевизија, ќе анализира, ќе дава совети, можеби ќе биде советник во сенка во партијата кај што нели ја владееше со неа, не е важно, но дека ќе функционира на еден начин како и сите други наши премиери кои што беа претходно, кои што после заминувањето или после сугестијата да заминат од власт, си живее еден мирен живот, отворија некој од нив своји бизниси, живеат како средно или повеќе богати бизнисмени, си го тераат животот, се појавуваат по телевизија, кажуваат своји гачки за политиката, мемарите пишат. така натаму и така натаму. Мислам дека слична судбина ќе има и Груевски, дека ќе се врати како слободен човек. Тука и ништо нема да му. Дали мислите дека е правилна стратегијата на опозицијата, притежана на СДСМ, сега едноставно со падот на Орбан да кажува дека ова е сега само еден систем на паѓање на повеќе лидери и дека и во Македонија тоа исто ќе се случило и дека повеќе не можеле да се кријат криминалиите. Нивната стратегија, ако може да се нарече така, е резултат на една тотална безиденост. Партија кој што се занимава со денови со таа, како што реков, затоа и шеговито настапив на почеток, со таа теза дека по некој домино ефект, ако паднала власта во Унгарија, ќе падне и власта преку Вучич и во Македонија, дека тоа го прави нели партија која што едноставно е некаде загубена во преводот, едноставно нема идеја како да продолжи понатаму, како да се факторизира во Македонија. Тие се очигледно изгубени, не може да го сменат наративот поради кој што ја загубија власта, очигледно не може да се направат ни доволно внатрешни реформи и промени за тоа да го направат. Гледаме дека постојано се судираат меѓу себе внатре, има кај нив огромни превирања, се нарекуваат самите меѓу себе предавници, вакви, онакви, бараат сплотеност, некоја ја немаат, бегаат луѓе од кај нив од партија, се прелетуваат на други места, што значи дека резултатот на сето тоа што го гледаме како нивна акција политичка, дека се должи токму на таа безиденост. Се обидува нивниот лидер да се факторизира преку некои работи кои што лидери секогаш се обидуваат да се факторизира, тоа е нешто многу нормално, за тоа се политиката, меѓутоа сакам сега малце темава која отворивме околу реакциите по изборните резултати во Унгарија да подборуваме и за тоа што мислам беше очигледно барем на социјалните мрежи, на дел од порталите, кои што неколку пати тука сме ги коментирале, тоа на некои бугарски здруженија, да не ги менувам сега фондации, така натаму, кои исто така со воодушевување го споделува паѓањето на Виктор Орбан и кажува дека ова е крај на партијата која што почеток на крајот на партијата на владата која што се противи на внесувањето на бугарите во Уставот. Беше многу видливо, сега јас ги пратам тие работи, тие групи, буквално се активира одеднаш сите со таков наратив. Што сега тие во целава приказна? Да ти кажам, пред изборите во Америка претпрошла година, сите
заедници од Балканот, вклучувајќи Срби, македонци, албанци, босанци, сите беа за Трамп, мислејќи дека во Ким ги реши големите национални прашања. Во спротиставените прашања на Балканот, ќе завземе нивната страна. Разбер, србите набиваат да добие он затоа што ќе ги среди албанците, албанците затоа што ќе ги среди србите и така натаму и така натаму. Унгарија нема да дозволи да ги прекине односите и со Србија. Значи тоа се државни односи бе. Така, Секој, значи Систем со систем. Унгарија и Грција, можеби и Австрија се препираат кој ќе има поголемо влијание во Балканот. Затоа што се тоа стари некои теории, стари политики и тоа се чини преку инвестиции, преку политичко влијание, преку лични контакти и така натаму и така натаму. И ја мислам дека за Унгарија е многу битно да има добри односи со Србија баш поради големата маđарска заедница во Војводина. И тие односи и на новиот унгарски премиер сигурно ќе се само обноват и ќе се продолжат далеку од тоа што тие контакти ги имали сегашниот нов премиер, додека бил во владата на Орбан. Така да, од тој аспект нема да има некое големо влијание. Ја ти велам, промената на Орбан во Маđарска, најголема промена ќе има во односот на Маđарска кон Европската унија и ставовите на Европската унија. Можеби ќе има за... Значи ние за џабе толку се вознемируваме тука дома нешто. Не, ама мислам 20%, 200 по телевизија, сегде се за... Ама не сме ние за нив главна вест, треба да видиш колку сме ние во нивните вести. Додуше спомна Маđар за само тогаш, мислам. Само тога и толку. И кој ќе има нека посета евентуално. Да, така да не верувам ја дека ќе има некои драматични промени во односот на Унгарија, затоа што тоа влијание, тие контакти што ги има, тие инвестиции кои се присутни, не е луд новиот премиер тие да ги прекине од причини што, зошто? Која е неговата... Ако он има поголемо влијание во Србија, тоа е придобивка за целата Или вела држава. дека се тоа, да речеме, дел фирми, некој се не зборам за Македонија, зборам за сите други држави кај што Орбан имаше блиски односи, дека се тие фирми блиски до него, дека тука има голема корупција и така натаму и така натаму. Или ако има корупција, за таа ќе си одговараат. Но некој да ги повлече тие фирми, дури да се тие од синот на Орбан или ќерката на Орбан, тоа не може да се случи, што ќе дојде новиот маđарски премиер и ќе каже има синот на Орбан во Словенија фирма да затвори. Мислам, не, значи Политичката логика вела дека таквите односи ќе се култивираат, нема да се прекинуваат. Нормално дека се култивираат, затоа што он е премиер на Унгарија. И на Унгарија е битно да има добри односи, да има влијание, да има своји инвестиции, да привлекува. Значи сите тие работи само ќе се продолжат. Можеби ќе има промени внатре во смисла на владење на право, борба против корупција, промени во однос на ставовите на Европската унија и подобра координација со Европската унија. Но во однос на Македонија, Бугарија, Србија, не верувам дека ќе има некои промени. Сакам да ве прашам Сашо за бугарските здруженија и профили и портали кои што се вознамирија, мислам еуфорично практично го дочека изборниот резултат во Унгарија.